Компјутерот е алатка без која не може да се учи и без која не може да се биде поврзан со светот на информациите. Така ќе рече Борче Стаменов, кој што е основач на Донирај компјутер, непрофитерска невладина организација, чија цел е секое семејство во Македонија да има побарем еден компјутер, бидејќи компјутерот е потребна алатка за учење, а не е луксус. Веќе 7 години се вршат донации на половни компјутери низ територијата на цела Македонија и на над 1500, а сега можеби и повеќе семејства им е обезбеден компјутер. Колкава е бројката на семејства кои што добија компјутер благодарејќи на Донирај компјутер и како се одвиваат сите активности, при тоа кои се новитетите. Во оваа организација денеска ќе зборувам токму со основачот Борче Стаменов. Борче, добре ни дојдовте од Кавадарци. Добро утро, добро ве најдов. Верувам дека некако се прилагодивте сега овде во нашето студио. Вашата работна атмосфера е поинаква од оваа нашата, но ние ве вадиме малку надвор од вашите работни простори за да може да и се информираме, при тоа и да ви честитаме и за основањето на ваквата организација, но и за успешноста во текот на работата. Бидејќи се работи за хумана работа, се помага на сите оние на кои што им е потребна помош, во случајот на оние кои што им е потребен компјутер во ова современо живење, каде што навистина е алатка без која што не може да се функционира и просперира. Па да, доста е различна вашата работна атмосфера. Кај нас е, јако што викам, организиран хаос. Значи секојдневно приеме доста, мислам, голем број на донации кои што пристигаат од цела држава. Едно е тоа благодарение на Нептун. Значи тоа ни е една соработка која што ја почнавме од лани. Значи секој од било каде во државата кој што сака да донира компјутер може едноставно да го однесе до салон на Нептун. Нептун еднаш неделно ги доставуваат до Кавадарци. И друго е што нели имаме голем број на волонтери кои што идат да помагаат, за тоа барем ја така го нарекувам, организиран хаос кој што функционира 7 години. Да. Добро е што има волонтери кои што се заинтересирани да помагаат, а при тоа има и заинтересирани поддржувачи кои што се всушност и донатори во целата оваа организација за да може сето тоа да тече. Ќе позборуваме во продолжение и за се разбира начинот на кој што може да се волонтира и за тие кои што видно ќе сакаат и за оние кои исто така се заинтересирани за донации, но јас би сакала малку да се навратиме назад на почетоците нели на цела оваа приказна за самиот старт, кога зборуваме за нешто што навистина може да го допре човек и да го натера да почне со одредена приказна или мисија, која што во случајот е вашата мисија, а тоа е да се помага на други. Имате интересна почетна приказна, можеби сте спомнувале во повеќе интервјуа, имавме некој интервју во минатата сезона со Кате на лице место, но тоа беше во кратки црти. Да се потсетиме на тоа како всушност допре до вас на радост во очите на детето на кој што за прв пат тогаш му доделивте компјутер. Така, значи Донирај компјутер кој што кажавте постои уште месец дена, постои значи точно 7 години. Цела приказна започна за тие што не знаат, тие што не чуле за тоа, започна во фирмата каде што работам, бидат информатика. Ние имаме доста голем број на клиенти кои што кај нас оставаат половни компјутери за нив, за некои ете може да се најдат и бидат корисни. Сето започна кога дојде на самохрана мајка која што и претходно има доаѓано на која што сме им помагале да побара половен компјутер за нејзиното дете. Сосема случајно тогаш се деси да имам, не знам, околу 10-15 машини кои што буглавно ги користев за ја да вежбам на нив, пошто бев, да не кажам, не почетник, него ете, цело време да се учи нешто. Да. И за практиканти кои што доаѓаа кај нас, средивме една машинка, ми ја носев, мислам, им ја однесам в дома. И кога едноставно гледаш дека некој така реагира да не кажам на туѓ отпад, носи толку радост, едноставно кликна цела таа идеја зошто да не почнеме нешто да правиме со тие половни компјутери. Првите се раздадоа значи по Кавадарци, прво нели направив објава на Facebook, на социјалните мрежи. Кажав дека имам идеја која што не е ништо посебно, но имам некои компјутери кои што би сакал да ги донирам, да не кажам. И од тука почна, значи првите донатори беа кавадарачка фирма една која што не предпочиташе да остане анонимна. Се собра 20, 30, после 30 дојда 40, направив Facebook пејдж. Да не кажам букна на брзина цела таа работа. Мислев да терам до кај 100, пошто знаеш, тогаш немаш ни поима ни што се дешава, ни како ќе оди напред, немаш никаков план. Едноставно се започна со тоа, со немање план.
И стигнавме до 100-ка, си направивме торта, прославивме, што знам, 100-та донација и од тука више почна да стануваш на некој начин зависен од цело тоа, затоа што си бил сведок на не знам, толку многу среќа што си на некој начин ти си одговорен за тоа што си го почнал. И едноставно цела таа работа почна, прерасна во ова што е денес. Едноставно делиме среќа секојдневно, а и ние се полниме со позитивна енергија од цела таа работа. Така е, велите среќата е заразна и очигледно дека е заразна, бидејќи вие самите сте импресионирани и изненадени од ефектот кој што го добивате во однос на сите оние поддржувачи кои што и досега донирали и оние кои што се пријавуваат да донираат се со цел да се обезбеди нели поголема бројка на компјутери. Ја никогаш немав поима дека некогаш ќе седам у не знам, ТВ студио на Телма и дека ќе морам да кажувам за тоа што го правиме како хуманитарна работа, али ми е на некој начин се ми представува и задоволство да излезам негде и да кажам, затоа што ова не е некоја промоција што ја правиме ние на Борче или на Донир компјутер, него едноставно цело ова го правиме за што повеќе луѓе да видат дека таква иницијатива постои во Македонија, дека да поттикнеме можеби некој така. Значи целот служи за поттик, значи што повеќе луѓе да се вклучат да донираат, што повеќе фирми да се вклучат да донираат и едноставно да на некој начин го ставиме и нашето образование што е на многу ниско ниво да го подигнеме на некој степен, затоа што нели компјутерот е некој алат кој што мора да се има во денешно време. Да. И веројатно навистина кога ќе се подари на оние кои што не можат да си ја овозможат е една радост првенствено кај нив, а потоа и како што рековме средство кое што ќе им овозможи понатаму да функционираат. Имате волонтери кои што работат, секогаш сите бидејќи тие одвојуваат од своето време и како и вие имате програмерска работа и велите има нели празен од во самата работа и токму таму потекнува и вашата идеја да го искористите времето па и да дојдете до нешто вака. Но се вели дека ништо не е случајно и дека се е така како што требало да биде и очигледно во вашата приказна тоа се испоставува дека е така. Доколку постои, постои веројатно отворена можност за други кои што сакаат да волонтираат, имаат одредено знаење како би можеле да го практикуваат овде кај вас, на кој начин можат тоа да го направат, како и оние кои што сакаат да донираат. Вака, значи секој што да почнеме од почеток нели со донирањето. Секој што така се вклучи во Донир компјутер да донира било каква опрема, без разлика дали е физичко или правно лице, може да се вклучи. Физичките лица обично имаме два начина кај што може да достават донација, уствари три начина. Едното е некои се толку инспирирани и сакат да не посетат нели во канцелариите, ги носат од сите краишта на државата, што мене посебно ми представува задоволство. Вашето седиште у Кавадарци, само да кажем, а имате канцеларија во Скопје. Сега ќе отвориме и канцеларија во Скопје. Вториот начин е тој да се прати преку карго. Така имаат некој трошок од 140-150 денари по пакет. Третиот начин што го направивме сега во последно време беше соработката со Нептун која имаме. Значи секој кој што има нешто за дониране било каква IT опрема, може едноставно да ја достави во најблискиот салон на Нептун што се наоѓа во неговото место на живење. Нептун еднаш неделно ги доставува тие компјутери до Кавадарци, до нивните канцеларии, од таму ние си ги презимаме. Што се однесува до волонтирањето, значи секој може да се вклучи да волонтира. Ние гледаме да излеземе во пресрет на секој што сака да волонтира. Тоа моментално ни е фокусирано главно во Кавадарци. Таму значи секојдневно се јавуваат и дечиња родители кои сакаат да ги пуштат. Се јавуваат и дечиња што е многу, деца, млади луѓе, што е многу интересно затоа што да не ме сватите погрешно, младината последно време некако го губи времето на непотребни работи. Во Донир компјутер значи имаат секојдневно им се ствара и нека обврска за работа, им се запознаваат со хуманитарна работа и филантропија и им се стекнува некоја навика дека нели во текот на денот треба да имаат нека обврска што треба нели да ја завршат. Работна обврска. Моментално таму сме фокусирани значи на Кавадарци. Скопската канцеларија е уште во изработка, мада е више 90% готова. Таму ќе бидат да не кажам главни нашите двајца волонтери кои што до сега беа во Кавадарци, Жике Коцев и Драган Ризов, кои што се моментално се запишаа на Финки. А колку вкупно се волонтери?
Па на волонтерите искрено не им се знае ни број, затоа што секој еден што се вклучува како донатор си го броиме како волонтер. Ако речеме некоја бројка да кажеме, Кавадарци има околу 30 или 40 волонтери, тоа е нели согласно со соработката на што имаме со техничкото училиште Кирос Панџев Брко. Од таму има доста ученици кои што идат, има, како што кажав, нели дечиња кои што сами се пријавуваат да донираат. Во Скопската канцеларија веќе започнавме еден проект за кој што нема сега да зборувам многу, затоа што уште не е ongoing. Таму главни ќе бидат Жики Коцев и Драган Ризов, они ќе водат таа канцеларија. Таму исто ќе можат студенти, ученици кои што сака може да се пријави, најверојатно да волонтира дел од своето време. Ке имат информации на вашата веб страна која што се постои? Ќе има, да, тие ќе ги има објавено. Други соработки што ги имаме во последно време се меморандуми за соработка што ги правиме низ цела држава. Последната од тие поголеми соработки ни е соработката со факултетот, со универзитетот во Штип Гоце Делчев, кај што нели самиот универзитет изготви работилница за дониран компјутер, кај што студенти ќе можат студенти и професори ќе можат да волонтираат од своето време, нели за да дадат школа на некој друг. Исто така, најверојатно таму ќе се примаат и донации, како што кажав, значи ќе треба да има компјутери на кои што нели студентите ќе практикуваат, ќе вежбаат. И на крај тие компјутери како и низ цела држава што правиме, ќе испадат како финален продукт, да не кажеме, ќе бидат донирани на семејства каде што има потреба. Исто така можам да спомнам дека вчера го завршивме и нашето 19-то училиште каде што дониравме опрема. Тоа за нас е прилично голема работа. Ја имав доста несогласувања кога се однесува дали да се донира на училишта, на институции и на такви институции. Да, институции. Во кој смисол? Да, во смисол да нели тие институции имаат нивни трошоци кои што треба нели да ги оформат и на крајот да имаат да набават опрема, но ние сме од тие што не сакате да чекате на тоа, туку да помогнете. Кој што рекол Кенеди, не гледај што може државата да направи за тебе, гледај ти што може да направиш за државата. На крај мора да сватиме дека и образованието е еден процес кој што тече. Значи нема време да се чека. Што правиме ако ние после 20 години уште немаме техничка опрема во школите? На тој начин се дава не им се дава шанса на учениците да научат тоа што треба. Да, и ќе поминат генерации кои што имаме генерации кои што може да завршат како социјални случаи. На тој начин едноставно едно домино ефект пропаѓа се што сме градели. Да. Апсолутно е така и овој ваш став би требало да го делат многумина, особено оние кои што се на начело на тие институции, но добро е што вие само иницијативно го превземате сето тоа и ја продолжувате вашата мисија да помагате и индивидуално на личности на кои што им е потребен компјутер, но и во училиштата кои апсолутно имаат потреба од тоа за да може генерациите да учат и да осознаваат, при тоа да го имаат тој видик кон светот, бидејќи само преку компјутерот, преку таа алатка и преку интернетот се разбира дека имаме пристапот до информациите широм светот и до зголемување на знаењето и едукацијата. Бурче, благодарам за вашето денешно гостување. Секоја чест и за оваа организација. Јас посакувам успех, како велиме, на таа позитивна енергија и на таа желба да се помогне и да се биде хуман, се практично лепат сите оние кои што ја имаат истата таа енергија и сакаат да помогнат. Во вашиот случај тоа е доказ и за сите новости, информации ќе бидеме тука да ги споделиме, при тоа да помогнеме нели да се прошири ваква информација, да има повеќе и донатори, потрежувачи, волонтери, да си помагаме едни на други. Да, фала ви за поканата и за можноста да раскажеме уште нешто повеќе, да донираме што се дешава. И нормално, секој кој што сака да донира може да контактира преку Facebook, преку Twitter, преку Instagram, преку сите социјални мрежи. Ние сме отворени со работка, да усречиме уште колку можеме семејствата. Така, отворени и достапни. Да. Ви благодарам.